имаше ни стари керамиди. Првите керамиди, татко ми ги имал раклиш печени, правени на дрво. Првите печени, ама не такви керамиди, него так, на дрво, ја така, цак и печени. Може ја и ова јуро. Овде си ги чувавме биволите. Како влегуваа биволите овде? Не ми е јасно. Горе живееме, тука беше шупата, тие греди са 200 години. Таа е 200 години. Здраво, живо! Добар ден, добро дојдовте во Раклиш Радовиш. Те ве гледав малку де во куќата, де овде се чудевте како биволите одлагале. А зашто ги чувавте доле биволите, а горе живеевте, така? Да. Заради топлина, што топлина дава, или? Прво сакам една историја да кажам. Оваа куќа има век повеќе од 2 века, од 200 години. Овде е мојот мојот прадедо Јосиф Чифлиганец, дедо ми Димитар или го викале Туше, татко ми Илија и јас сум овде роден. Ванчо Чифлиганец е роден на 26 декември 1954 година во скромно 7-члено семејство од татко Илија и мајка Вања во приградската населба Раклиш, Радовишко. Тогаш бебината се раѓаа во покрај оглишната, а не како сега во клиники. Тоа значи било ладно, точно покрај оглишето. И моите 2 сестри и брат ме очекувале да се породам и да бидеме 4 деца на мајка ми и на татко ми. Бидејќи ние сме 7-члено семејство. И така, може би и од тогаш топлината на оглишето се бе осетил како мало бебе, како мало дете и може би токму од тогаш ми се родила љубовта да правам огништа, топли домови преку компанијата Адориш и Дерик. До колку години останувате овде? Овде останувам, овде сум роден, после оваа татко ми куќа нова е праве, до 63-та година. Значи тоа е на 8 години јас заминувам во градот Радовиш. Сега, до 8 години тоа е многу интересен период. Зошто велам интересен период? Затоа што и секогаш кога доаѓате овде, прво на што помислувате? Што ви паѓа на памет прво? Ве враќаат назад емоции, претпоставам? Ме потсеќа овој дом. Мојот прадедо Јосиф Чифлиганец, кој бил војвода, ме потсеќа како овде живеел, имал куќа и си замислувам како изгледал, как се борел по планините, како македонското население го штител. Он бил во четата на Филип војводата, тоа е чувена чета овде во Радовишко, Струмичко, го штител македонското население од османлиите, од некои издајници, поединци. И кога Гоце Делчев поминал низ Радовиш и Раклиш, кога го заштитил, мојот прадедо и уште тројца раклишани ги убиват и ги запалуват сите 4 куќи, на тие 4 мина. И сега ме потсеќа на едно такво патешествие човечко како било тоа, зошто морало така да биде. Ме потсеќа на детинството, овде имаше многу деца, се дружевме. Ме потсеќа на дудингата, или ние го викаме црница, на јаболката. Ме потсеќа на биволите, овде имаше биволи кои ги пасев овде. На 7-члено семејство, сиромашно семејство, али богато со љубов. Ме потсеќа над фабриките на татко ми кој ги тогаш поседуваше, а за него беше фабрика Ралото, варджилницата, каде што овде одма печеше вар, најквалитетна вар. Ја продаваше, екзистенција обезбедуваше на 7-членото семејство. Ме потсеќа на тутунот, овде се нижише, се сушеше. На нешто што се создава, на љубов, на топлина, на потврдување во животот. Ме потсеќа Раклиш на топлата вода, ние викаме Шешката вода.
на дзуката, на дека што ги пасивме стоката. Овде имаше кучиња, имаше биволи, крави, кољи, багариња, целиот животински свет го имаше. Така да лето беше потребно ние, јас, моите сестри, братот, селото, ние имавме зоолошка градина во Раклиш, така да немаше потреба во зоолошка градина да посетуваме. Тоа се тие години, интересни години, кога технологијата, барем овде во овие краишта, не била како сега. 8 години поминувате овде. Чифлиганец прво, од кај доаѓа презимето Чифлиганец? Па добро што ме прашуваш. Мислам дека нема да ме прашувате. Не специфично Моето така? презиме Мишко има потекло на социјален статус. Зошто социјален статус? Затоа што мојот прадедо работел на османлискиот имот, на нивните османлиски чифлици. Што ги имало овде. Имало овде повеќе чифли. И он таму бил фактички наеме работник, да не кажам слуга, и од таму бидејќи работел на чифликот, тоа е веќе презиме над 150 години, значи Чифлиганец. Јосе Чифлиганец, Димитар Чифлиганец, татко Милија Чифлиганец, Ванчо Чифлиганец и така. Тоа е едно Ама презиме. едно е презимето, така? Мислам, Тоа е Чифлиганци единствено презиме што не сум сретнал во Македонија така. на Балканот и пошироко да има некој Чифлиганец. Чифлиганец единствено еден е Чифлиганец затоа што работел на османлиските И чифлици. тој Чифлиганец е ваш сој, практично, Да, мислам, со претходниците. Да. Мачно детство? Па зависи за кој како. За мене многу интересно, Сега, возбудливо. мене нижење тутун ми е мачно. Али кога го правиш тоа со љубов, кога знаеш што ти преку тутунот ќе направиш подобро живот, ќе екзистираш, ќе живееш подобро, ќе изучиш, ќе завршиш средно училиште, ќе дипломираш. Јас си замислував тогаш да бидам учен човек, затоа што имав еден овде блиску, тука родина комшија, што татко ми вика: Ванче, учи да не се мачиш како мене, да бидеш учен човек како Чеков Славчо, што беше професор на земјоделски факултет. Значи, така да, кога правиш, работиш нешто со љубов и да е сиромаштија, и беше сиромаштија, мислам, во тој смисол се праве како да си на викенд, како да си на одмор, како да уживаш и така да. Јас, моето детинство беше многу интересно, затоа што секој ден нешто работеше, се бореше. А и слушав дека и сте пасели и волови, што сте имале све од Па Мишко, јас често пати знам така шарговски да кажам, али тоа е и тоа вистината. Може би енергијата која поседуваме ние така повозрастеве, за мене кажам, и во биволи кога пасев, на лице место ние измолземе биволицата, пиеме биволско млеко и може би е енергијата која поседуваме од биволското млеко. Сами молзете и сами пиете? Сами пиеме и така, немаше тогаш варење, преварување, па нешто ќе ти биде. Мислам, тоа е едно бурно детинство и за мене беше тоа многу добро детинство, затоа што сите така живеа и немаше тука Ама некои и големи игри разлики. некој не сте имале, така? Игрите вас ви биле по-добро? 1000 игри имаше. Ама не дека сте паселе, Челик, па кога играме, знаеме и фуртила, змај да направиме, знаеме кјулан да направиме. Што е тоа? Челик да играме. Челик знам што е тоа, како го Кјулан, не знам вие како викате штипјани, али Што е, како? Кјулан тоа не е како змај фуртила, него Добро. тоа е едно теко фрлешко и отиде така да. Ората копа, знаеш што е ората копа? За Не. прочка. Ние 10-15 дена собиравме ова некој материјал за да направиме највисок ора копа, е овде правевме, во сред село правевме. Кога одевме на Коледа за време на Божик, знаеме точно кој најмногу ќе ни даде паричка, па одевме први кај него. Така да тоа е едно бурно единство, мислам детинство. Имаше обединети другарство, пријателство со комши. Фудбал игравте? Играме фудбал, и фудбалот знаеш од што ни беше? Од што? Од влакната од костата на животните, дали беше тоа од свињата, дали беше од коњот, дали беше тоа ќе ги направи татко ми, тука сме играли фудбал. Топка ќе направи. Топка ќе направи, играме фудбал. Се сеќавам еднаш кога купивме топка губена и поцра, бам, трн и снема. Абре, дуај, лепо и се тоа. Овде имаше, се вршеше жито со коњи. Па тоа беше еден голем ритуал, јас чекав со душа да ги коњата ударат, да се врше жито, да исееме жито и да рече татко ми: синче, Ванче или деца мој, обезбедени сме следните 12 месеца со леп. Тоа е големо богатство. А се боревте?
Тоа борбата беше број 1 спорт. Пошто нели дека и во борање. семејството и Лјадвор Аха. Лјадвор во центарот на Раклиш имаше едно тополе, се боревме тама кој е подобар, кој е така. А ево, мене Знаете малку... колку е тоа детинство? Се замисли ти одеш на школа и ти си ја земеш торбичката и магарето так идеш. А сегата со коли, со автобус, со Мерцедес и така натаму. Тоа е детинство што мислам дека пак би сакал да се понове такво детинство, затоа што стално со љубов, со нетрпение го живееше денот и го очекуваш следниот ден. А, И за докажување потврдува. Ти во таков живот начин секој си фантазирал да има струја, свето развиено. а струја имавте тогаш, е? У почетокот немавме, после брзо имавме струја. А ќотек се јадеше? Па видите, јас татко ми е за мене идол. Се знам да родителите, прашам, на пример, али беше една основна главна пази мерка педагошка, ќотекот од древата излезе. од дрва, од раката, со прачка да те ударат. Аха. Ако една стvari за теб, татко ти си погрешил, втор пат нема да го направиш. Значи тоа беше добра воспитна мерка во тоа време. А кој беше Сум јадел. построг? Не многу, бев добро дете. Слушав, ама некој знаев оти да бидам темпераментен, да побегнам со другарите негде, кога ќе се вратам, зошто не сум се јавил, со прачката татко ми, али сум му благодарен затоа што треба родителите да се слушат. А околу воспитувањето кој беше задолжен? Мајка ви домаќинка беше? Сега, замисли, што подразбирате под воспитување? Тогаш воспитувањето беше учите деца да не се мачите како нас родителите. Тоа беше. Ниту ме тера да пишувам, ниту да читам. Сретнам човек, добар ден, татко ми може да ми е рекол, кога ќе сретиш човек, кажи му добар ден. Тоа е воспитувањето, значи, воспитувањето за мене беше учите деца да не се мачите како нас со земјоделски и работнички. Татко ми беше варџија, беше мајстор во овие куќи, во Шпола село го има изградено. Првите керамиди ги има во Раклиш направено, овие кружите на дрво, печени керамиди. Беше многу. Он знаеше од даб да го калеме и цреша да роде. Иако дабот не може да се калеме цреша. Значи беше многу надарен. А мајка ви човек. беше домаќинка? Домаќинка така? беше. Аха. И двајцата беат на поле, кога они идат на поле и нас не земат на поле, некојаш постарата сестра ќе ме чува мене или посредствиот брат. Они на поле, ние на поле, они дома, ние дома. Така да, во тој смисол, така се existираше. Ние воспитување се знае, штом се родиш, треба да те учат на добри човечки особини, да имаш навики, добар ден. Другото сами си го трасиравме патот. Учевме, работевме, бевме човечни, знање и така. А на училиште како одев? На школа одев? Школа имаш и тука ли у Радовиш? Овде во Раклиш, од овде е оддалечено километар 2 и одевме со магарето до тоа. Од прво до четврто? Од прво до четврто. Да, јас овде во Раклиш завршив од прво. И прво вие второ. вие на магарето се воз... Да, на магарето, јас и брат ми и највозрастна сестра Павлинка или Бранка, по нас ќе не однесе, ќе се врате. Така да. А чекај, вака се, значи вие качени на магаре, вие го јавате или... Ние го јаваме, двајцата го јаваме и одеме со магаре. Идеме до школата, го врате некој магарето, или го врземе до школата, кога се враќаме пак со магарето. Тоа беше основно превозно средство магарето, знаеш. Така да магарето корисно животинче, така. Во тие времиња, па и сега. Да. А од четврто до осмо у Радовиш? Во трето, четврто и до осмо делење во Радовиш и после отидов во средна Рударско-геолошко училиште во Пробишти. Вие одите, значи прво учите основно, а до Радовиш како одевте? Или веќе сте се преселени во Радовиш? После се преселивме, Веќе после 8 години сте преселени и таму учите до 8, а до Пробишти како одевте? Во Пробишти до Штип со автобус, од Штип до Пробишти со автобус. Одевме. Геолошко се знае И таму седевте или секој ден патувавте и се враќавте? Не, таму седевме, во интернат бевме и така. Се запишувам на 14 години во средна геолошката, завршувам на 18 години, се запослувам како вработувам во рудникот Бучи, едно јули, август, септември, како геолошки техничар. И пак знанијата не ми беа доволни да осознам што се крие во земјината јадро. Што има испод земјината површина. Ти знаеш има тоа, ама како тоа станува? И после геолошкиот техничар, јас работев во Бучи, али после тоа одмah запитнав, без никој да консултирам, ни семејство, ни компанија Рудник Бучи, земав 3-4 плати, убави плати,
имав за 2 години пари во Белград. А вие во Белград одите на Во Белград, да. ваквот? Себав 3-4 Аха. пати, себав автобус, си отидов за А не, Белград. знаете, ме збуни дека Штип имаше рударски факултет и тука ме И ја, Штип, кога јас заврши 77 година, тогаш се отвори факултетот во Штип, Аха. 1978. Во Белград немаше, во Белград имаше, а во Македонија, Во Македонија 1978 година се отвори прва година во Штип рударско-геолошки факултет. Интересот за науката кај Ванчо Чифлиганец доаѓа до израз на Рударско-геолошкиот факултет во Белград, каде тој предвремено дипломира на 14 септември 1977 година, завршувајќи ги за 4 години редовните студии кои траеле 5. Тој се стекнува со звањето дипломиран геолог. Како реагира вашиот татко, вашата мајка, сите кога рековте одам јас за Белград? Тоа или, беше или се научивте вие на тоа, се научи они на вас дека вие сте таков Тоа пргав, беше- темпераментен? елементарна непогода град за татко ми и за мајка, кој каже одам за Белград, одам вечер. Како одиш? Па треба да се запише. А јас документите пред тоа Аха. недел дена ги испратив, ми рекоа си пример. Ама чекај синче Ванче, братот ти студира, немаме пари, тоа не ми требате пари, само вие верувајте во мене. Они веруваа во мене и се сеќавам еден војнички куфер од картон на татко ми го се ги ставив стварите и врнеше многу дош. Имаше еден автобус Струмица Белград директно. И татко ми на крвот го качи, ме испрати до автобуска станица, дош врне така. А татко ми беше еден племени човек, кој да сретне носеше он среќа. Сите го знаат човек кој носи среќа. На шоферите носеше, на комшиите, на пријатели. Така беше повлечен човек, али го многу беше почитуван. Ми носи. И викам, штом татко ми го однесе куферот на таков дошт, целиот мок, јас си влегов, викам, значи јас ќе успеам. И не ми дава, ама кој ја реков, јас имам за следните 2 години пари, со тие 4 пати си ги штедем, за 2 години имам, викам, ама знаеш како тамо се студирало по 10-12 години, вие де се секирате за колку јас ќе си завршам редовно. И отидов на факултетот, сите 5, 6, 7, 10, 12 години, јас го завршам за неполни 4 години. Ванчо Чифлиганец од Раклиш Радовиш, македонецот, Раклиш заврши Радовиш. за А Раклиш рекордно бил време главен и град го на промени мислењето, перцепцијата према македонците кои студират во Белград. И претпоставувам најдрага слика која што ви е гордоста на татко ви кога доаѓате после. Па од пос Белград, кога така? они беа многу среќни кога и јас јавам дека сум положил испит се до тоа, значи се ослободија. А тоа веројатно се слушавте од пошта, така, па што тогаш Од пошта ќе чекаш 2 сата да дојдеш до ред. Ето. Сега кога Ама разговараме не, ја за патим среќата, делото. кога го донесов свидетелство геолошки техничар, Добро. пробиштим дома и на масата одам и пишува синче Ванче, ние сме на Тутулот, на нивата таа и таа. А таа нива е едно 5-6 километра тамо до Радица и подалеку. Да? И јас имам го свидетелство така завиено до пояс гол и трчам полека и сакам на моите родители да видат незиниот втор син, 4-то дете, има свидетелство геолошки техничар. Јас бев многу добар ученик, али само во матурата ја завршив, во 4-та бев одличен или прогласен за одличен, не би знаеш. Да. Во 4-та година Така, малку така. и професорите Да. попуштат. И тоа не треба Да, да го да. заборавим. И викам, тате, јас сум геолошки техничар, одличен. Али одеш на нивата и пак да и помогнеш следните месеци, или после јас за 5-10 дена се вработив и така. А- И значи на нивата моето прво свидетелство геолошки техничар го одесов и они беа многу радосни. И ме одма частија тамо со некоја краставичка, пиперка, томата, така имаме и тоа. Колку требало малку за среќа, колку денес деца не знаат. Стимулација, јас А- многу... ама многу зашто ние ние- туту произведуваме. Знаеш, татко ми, каква тактика имаш? Најмногу... Не на секоја, не за да ти дава карамела. Секоја трета. Јас едно 30 ниже налижам, 10 карамели цак, си ги изедам. Брат ми налиже 15 низи, он имаше 5 карамели. Значи имаше стимулации во тоа време дома, за да те стимулират како дете повеќе да произведеш туту да лижеш. Човек требе оглиштето, дека место роден, тоа треба да биде свети. Постоа родителите, државата, сопствената земја да се почитува. Еве ние како македонци Македонија, семејство, бизнис, кога работиш со љубов,
секаде треба да ти биде интересно, али тоа беа времени со ентузијазам, со цел сакаш нешто да постигнеш. Замисли, татко ми викаше, Ваче, ние сме побогати. А јас во 8 години прв пат кондор обув. Вика, ние сме најбогати во селото. Како ме тато? Вика, сите имат по една-две канти маст, ние имаме 3 канти. Маст за да мачкаш. Значи, тој имаше ентузијазам. Човекот беше мојот родител, татко беше задоволен затоа што децата кога текне може да мачкат маст, да јадат, да јадени. И сега стално имаш нешто, гледаш да постигнеш во животот, гледаш филмови, слушаш зборувања, некој од Америка дојде таму, ваму, и ти сакаш да ги заменеш, да бидеш на нивно место. Значи имаше ентузијазам, имаше голема посветеност да работеш, така да сите желби ти се остваруваат со работа. Ако не работиш, џабе да имаш желба. Борач бевте од кога? Борач од 6 оделение, значи тоа До колку? 11-12 години. Од 12 до колку? 12 до 18 До години, 18. дека бев геолошки техничар, односно средна школа. И овде- После заедно билев за Белград, Аха. али требаше да се посветам на факултетот и борењето го А остави. тука имавте резултати као борач? Па бев јас сум 2 пати младински шампион на Југославија и еднаш сениорски шампион. А, ова не сум Сениорски шампион бев на 48 кг, а младински шампион на 62 кг. На 62 кг напуштив борење и отидов за Белград. Знаете зашто ја прашува за борење? Борењето ми е голема љубов на мене. А се ви гледа дека ви е голема Голема љубов љубов. и затоа што вие Затоа практично... што животот е борба. Бишко, и ти се бориш во твојата еве, ти да си таков емилентен, познат, вреден новинар, ако не се бориш, не можеш да бидеш. И бизнис е борба. Бучим борењето и бучим и Радовиш е нешто кое што исто така го сликува Чифлигане. Знаеш ли што сакам сега да ве замолам? Да ве однесете во салата. Да ве малку расплакам. Моментот 95-6 европски и светски шампиони со бучим. Јас се од овде предедам, затоа што татко ми, моите родители беа многу побожни и јас лично сум побожен на друг начин, Аха. да помагаш. Сакам да ве однесам да видите црквата каде што сите сме ние таму Каде? крстени, Свети Константин и Елена, Аха. црквата. Таму затоа што мојот прадедо Јосич Чифлиганец, Добро. повеќе дневници што се мачи Аха. од Чифликот работејќи ги давал за изградба на таа црква. Ба. А тоа е при крајот на 18 век. Ова е црквата Свети Константин и Елена, така? Да, ова е црква. Имало повеќе цркви, овде е обновувана повеќе пати црква. Оваа црква е градена 1857 година. Биле во голем конфликт со османлиите Аха. овде, бидејќи имало во село Ракиш повеќе чифлици, али луѓето бегале, помагале, граделе на оваа. Еден од многобројните градители, овде е и мојот прапрадедо Јосиф Чифлиганец, кој повеќе дневници издвојувал од работејќи од Чифликот овде. Аха. И јас сум така горд што сите 5 деца ние сме овде крстени, затоа што оваа црква е стара 160-170 години и кога ние велиме дека црквата го одржала македонскиот народ, тоа е со право. Тоаш не сме имале собствена држава, не сме имале собствен универзитет, не сме имале собствено македонско образование, али преку црквата, колку толку биле сме обединети, да не е било црквата, сигурно немало да биде и Кошевската република, немало да биде АСТО, немало да биде Федеративна Македонија, па и денес самостална Македонија и денес да не исправа добро.
минута станува 2:1. Само да излази сега Тони Јанчев да нема дозволен свој полковник. 8 секунди до крајот. Крај на борбата, дали ќе биде тоа 2:1, ги има оно потребни 2 поени. Тони Јанчев уѓе во нешто првото 3 поени на Бучињата. Првите 3 поени ги донесе Тони Јанчев. Јурдаков нешто да биде таму да иде преготвувањето, па и повеќе пати беше во патот. Одлична акција за Тони Јанчев, нема зашто да жали тука Јурдаков. Во време кога Чифлиганец беше председател на тогашниот Сојуз на боречки спортови на Македонија и член на раководството на боречкиот клуб Бучим Јако Одрадовиш, тој стана прв клубски европски шампион во 95-та година и прв клубски светски шампион во 1996 година, што е прв ваков највисок трофеен успех досега неповторен во историјата на македонскиот клубски спорт. Намерно сакав да ме донесете овде, господине Чифлиганец. Ова е местото каде што практично преку борењето дознаа за Македонија. И Бучим, боречкиот клуб, европски, светски шампион. И 10 пати македонски шампиони. Колку олимписки шампиони си имаат прошетано овде во Радовиш, во оваа сала? Па видите, на Европското првенство во 1998 година што беше овде, имаше околу 150 странци од цела Европа, младинци, и од тие 150 странци сигурно 20-30 постанаа за кратко време европски, светски и олимписки шампиони. По остов на борењето во Радовиш и во Македонија, многу борачи се доаѓале овде спортисти и после тоа од нив се израстувале во европски, светски и олимписки шампиони. Например, 95-та година, ние кога станавме европски шампиони, кога го победивме големиот европски шампион, клубски турски шампион Тедаш, одма истата година, 95-та, 96-та година Олимпијата кога се одржи во Атланта, каде што јас бев, тројца од турците постанаа олимписки шампиони, кои се бореле овде и нивниот клуб беше поразен токму овде и така ние станавме 95-та година први клубски европски шампиони на Македонија. А светски? Овде се поразиле еднаш и русите ЦСКА. Овде убедливо ги победивме грците со 9-1, после место да се бориме во Атина, се боре не однесува на островот Крит, таму ги победивме 10-0. Италијаните ги победивме, поляците, маđарите, мислам многу нации, спортски нации, големи нации паднаа на плеки во Радовиш, во Македонија, преку боречки клуб Бучим Радовиш. Од ова нема поголемо македонство. Македонија, Македонија, која се скандираше. Тоа те повраќа во живот. Тоа беа раните години на освободувањето. И јас со тоа се водев из целиот тим што го водеше тој спортски процес, што се вика да бидеме европски светски шампиони, дававме допринос за ипак Македонија се освободуваше, признава се, не се признава, соседите некои не признава, некои не признава, али кој ќе победеш на спортски палат со 10-0, со 9-1, веќе ќе се замислат дека Македонија треба да биде самостална, суверена и општо призната од сите држави земја. Вие бевте свесен тоа што се случува? Свесен.
бев многу Не, свесен. затоа што тоа со тие еуфорични моменти, сега свесен не во смисла да знам дека знаете што меѓутоа нели е имало на како се видите како фотографија, слика како видите вие, ние стануваме шампиони, ја тргнувам од радост, позади мене ќерка ми не гледам дека ја оттурнува практично. Знаете што се случи? Колку сам сонувал, колку сум бил залесен. Зашто? Затоа што да победиш една Италија, една Мачарска, една Турција, видите шампион. Кога нашиот јужен сосед Грција не те признава и ги победиш 9-10-0, ти самодоверба како граѓанин на Република Македонија, плюс македонец добиваш. И од тај ентузијазам, кога станавме европски шампиони, јас си замислив како беше славето кога стана Црвена звезда европски шампион, кога стана Реал Мадрид, Барселона, Баер, сето тоа. И сега тие слики од детинството, од младост, од зрелоста, ги применуваш, ги достигнуваш во Радовиш и во Македонија. И кога прогласија европски шампион, јас веќе бев надвор од себето. Одам да и честитам прво на борачите, на спортистите, со љубителите на спортот. И во тој момент мојата повозрастна првата ќерка се фрла врз мене да ми честита тато. Колку години има тогаш? Она тогаш имаше, сега тоа е значи 95-та, моли? 95-та година, родена 14 години. И она се фрла врз мене, тато, честито, и она го тоа премногу емотивно доживуваше Македонија да има европски шампион. Затоа што она пратеше го свето как се случува. И јас се одгурнувам и трчам да се качам на трибуната. Ама вие не свесен тоа, така? Вие не свесен, јас не ли приметив ќерката. И после ќерката ми жаве, тато, сакав јас прв да ти честитам. Публиката приметила, оти не сам примил првата честитка од мојата прва ќерка. Значи, тоа беше еден занос, еден повеќе децениски мој сон, македонски сон, а тоа е сон на многумина, тоа е колективен македонски сон. И така да тоа да го споделеше на таква радост со 5-6 илјади публика, со целата македонска јавност. Јас имав многу пријатели, делови од цела Европа, од цел свет. Тогаш имаше едно 100 мои делови, пријатели, странци, сите беа воодушевени како може тоа да се случи во еден Радовиш, во една Македонија.